Сосема неочекувано или временски темпирана, политичката бомба експлодираше во рацете на тој што се обиде да ја подметне. Сите големи вистини или лажно конструирани тези ја губат својата вредност и тоа не во мигот, кога патриотизмот ќе го надвладее предавството, туку во моментот кога токсичниот егоцентризам ќе го покаже сиот свој сјај. Некои од вас веќе знаат, тоа исто така не е посебна тајна, дека по оставката на премиерот Заев, дел од нашите меѓународни пријатели се јавија со поддршка за јас да ја превземам владата. Поискусните имаат јасна визура за политичкиот контекст, но за прв пат по подлого време се анализира и надворешниот изглед и психолошката состојба, која сосема се разликува од општиот и генерален впечаток за концентрираниот, тактичен и редовно надмен дипломатски настап. Мојата визуелна оценка беше зелен при настапот. Дали сте го забележали? Никола Димитров, кој нема никаква трема, денеска беше изваден од кожа. Секој што се наоѓал во таква ситуација веројатно би се обидел да најде некое излезно решение со најмала штета, но има такви за кои се појавуваат сведоштва дека со потценувачки однос кон партнерите и со исклучително лошите и нереални предвидувања. Не само што си ја довеле во нелагодност сопствената, туку ја загрозиле генералната позиција на сите оние кои застанале зад него. Шилегов пред изборите викаше, вие нема да добиете советници, јас ќе станам градоначалник, на крајот на денот излезе тој не стана градоначалник, имаме не еден, туку имаме два советници. Лошите прогнози и гледањето одгоре се личен хир, ама тој се рефлектира пошироко. Продукт на таквото поведение е новиот избор, кој се којдневно изненадува со отсуството на знаење. Изгледа дека се поретко ќе учествува на полемики, бидејќи е несватливо да се нема сознание. Каде се? Не стотките или илјадарките, туку милионите. Ние сме префрлили средства во град Скопје милионски суми. И тие ги нема? И во наменски не ги има. Во наменски сметки ги имате. Тие средства само за два проекти имате 11 милиони евра. За кои два проекти, министр? Може би е нејасно кои се тие проекти, но важно е дека од сите страни постојано се навестува некоја нова политичка доктрина. Но доколку внимателно се послуша, станува јасно дека не се работи за иновација, туку за надградување на историската и актуелната матрица. Се наоѓаме во периоди кога партиските интереси и кога личните интереси мора да се стават над државните интереси и навистина сум човек кој што го протежира тоа реално водење на политика. И на крајот, за маката која изгледа не е само наша, туку веројатно споделена. По принцип, крштелното свидетелство Никола Тесла е записан като Николай, а и много интересни, приличащи на български имена, има и в неговото семейство. Сестрите му също носят българско име. Милка, Ангелина и Марица. Да. Тъй, че това е поредно доказателство. Може би треба да се признае дека секој знаменит човек што потекнува од Балканот, а може би и пошироко, веројатно има некој бугарски корен. Оти изгледа дека нивните се најдлабоки. Ама тоа подземја веќе ниту никого, а него најмалку би го интересирало. Тесла мислел на еднината. Време е да се сретнеме таму.